Речи се ниеден културен настан кој се случил во Центарот за култура Антон Панов не поминал без објективот на Сречко Гунчев. Па така, освен премиерата на Црна дупка која ќе се случи утре. Непосредно пред нејзиниот почеток ќе се одржи изложба на фотографии од Гунчев, кои ќе ги овековечат спомените од сцената на Струмичкиот театар по повод 75 години постоење. На изложбата ќе бидат застапени некаде околу 35 фотографии од првата до последната представа. Значи, тоа е Адска машина, првата представа од 1994 година и последната Пчелите ќе умрат. Во тој период во театарот се има поставено некаде околу 135 премиери, што е еден голем број и сите не можат да бидат пофатени и ставени како фотографија на изложбата. Затоа се одлучив за тие 35 фотографии во кои ми беше тешко да изберам, за да бидат застапени старите актери, оние што отидоа додека јас се вработив во пензија, па сега заминаа уште некои и младите актери кои сега го носат, да кажем, репертоарот на Антон Панов. Иако неговата најголема љубов се апстрактните, сепак театарските фотографии имаат посебна улога, вели фотографот, зашто освен што служат како времеплов, ги пренесуваат и вистинските и спонтани емоции на сцената. Од секогаш сакав да ги фотографирам представите кога се играат на проба. Не сакав наместени фотографии, значи секогаш беше подобро тие и знаеја и не знаеја. Јас кога ги фотографирам, мислам на актерите и актерот, емоцијата, улогата ја доловувам онака како што тој ќе ја одигра, без да биде нешто наместено и вештачко. Побудуваат интерес тие фотографии, младите се потсеќаат на своите родители, на своите роднини, а оние постарите се присеќаат на едно време кога тие доаѓале во театарот и присуствувале на премиери и на представи. Иако неговата 30 годишна архива е полна, сепак Сречко не планира да запре овде. За телевизија ВИС откри дека веќе ја планира и неговата наредна изложба 10-та поред. Инаку граѓаните ќе можат да ги видат изложените фотографии во наредните неколку дена во фоајето на Центарот за култура Антон Панов во Струмица.